годинава на античкиот локалитет Стибера кај село Чепигово се истражуваше онаа градба што лани 2014 се откри. Градба што е монументална според својата зафатнина, која што минатата година рековме дека можеби претпоставивме дека можеби е собранието на градот Стибера, затоа што се откри еден надпис на плоча, камен на кој што пишува дека собранието на градот Стибера му дава почест на некој заслужен граѓанин на градот Стибера. Меѓутоа со овогодишната кампања истражувачка се откри дека оваа градба навистина е монументална, во ширина е 17 метри, што навистина е голема зафатнина, меѓутоа сепак не најдовме некоја друга надписна плоча која што уште би потврдила дека е тоа собранието. Меѓутоа најдовме можне репрезентативен наод на скулптура на маж, која што е изработена во препознатлива репрезентативна техника на изработка на антропоморфна пластика во времето на Стибера од римскиот период. Пронеден е еден ексклузивен, морам да напоменам, наод, репрезентативна мермерна статуа на маж со свиток во левата рака. Можевме сите заедно да го видиме овој наод, кој што е донесен овде во самата институција. Токму таа, морам да кажам, специфична изработка на метката и облеката што може да се види, укажуваат на тоа дека станува збор за значајна личност на градот Стибера, што било вообичаено и позната појава на представување во римскиот период. Покрај статуата, значи во рамките на истражувањето се пронајдени и други наоди, кои што исто така можевме да ги видиме од друга скулптура, која исто така била посветена на некој друг заслужен граѓанин на градот Стибера или пак на некој од боговите нели од римската митологија. Сите овие податоци значи потврдуваат дека станува збор за градба од јавен карактер, репрезентативна голема градба од јавен карактер. Меѓутоа, за жал, ниту оваа година со овој мал обем заради ограниченоста со просторот од приватните ниви, не успеавме да дојдеме до податоци со кои би ја потврдиле претпоставката дека станува збор за собранието во градот. Ние имаме многу археолошки локалитети кои се навистина битни, меѓутоа најбитен е Стибера и затоа во петок веќе имаме организирано заедно со Завод и музеј Прилеп, со стручните служби и локалното население од Чепигово, кои што имаат ниви имот околу овој локалитет, а од голема историска важност и значајне, да седниме и да видиме околу евентуалниот договор кој би го постигнале за или евентуална експроприација или замена на нивите со некои други слободни ниви кои што ги има во околината, би им одговарале нив, со цел подобра заштита на самиот локалитет и понепречено и побрзо работење и откривање на голем број работи, кои што од ден во ден гледаат и самите се откриваат. Министерството за култура и Управа за заштита на културно наследство тука се вложија финансиски нели во рамките на оние владини капитални проекти на неколку позиции, тоа се во главно поголемите градови. Еден од нив е и Стибера. Вториот е, например, најверојатно градот Пелагонија, Бонче и Висока, и третиот, да речеме, Хераклеа. Има уште еден, најверојатно е тоа античкиот град Линк, центарот на Линкестинското кралство, на градиште Црнобуки. Значи, тоа е нешто што ние го поседуваме во Република Македонија, тоа е таа цивилизација, што е родена некаде во архајскиот и класичниот период, значи пред новата ера, нешто што огромен број земји на земјината топка го нема, а Република Македонија го поседува. Значи, со тоа ние можеме да се гордееме и да го потврдиме развојот на нашите, да речам, општини. Во случајов со Стибера имаме еден таков град кој што ги поседува и оние рани цивилизацијски карактеристики, нели, во предримскиот период, во најраната антика, значи, но и овие во римскиот период. Значи, имаме еден континуитет на цивилизацијата.